Проект Безбедни медиумски работници за квалитетно новинарство во Северна Македонија. Родова еднаквост во медиумите. Дека е доста ниска застапеноста на жените во делот на сопствеништвото во радијата и телевизиите, односно доминацијата на мажите е за 2 пати поголема во делот на сопствеништвото на радијата и телевизиите. Мажите доминираат помеѓу сопствениците, директорите, управителите, уредниците, односно на сите оние нивоа каде што се носат одлуки. Додека пак жените се најмногу бројни помеѓу новинарките. Новинарките потврдија дека овие скриени бариери, така наречени ефект на стаклен плафон, постои во медиумската дејност, односно дека се соочуваат со родова дискриминација во рамки на своите организации, меѓутоа и од пошироката јавност, на која што се изложени поради специфичноста на нивната професија. Кога известуваат на сензитивни теми, новинарките најчесто се соочуваат со омаловажување и навреди кои што потоа директно влијаат на нивниот личен и професионален углед и со квалификации кои што најчесто се однесуваат на жените во пеоративно значење, а се базираат на родови стереотипи и предрасуди. Секторите кои што беа најпогодени со пандемијата се всушност дејностите каде што се доминантно застапени жените, како што е новинарската професија. Со затварањето на градинките на училиштата се зголеми времето и обемот на обврски кои што жената ги има во домот за грижата за децата и семејството, а истовремено да ги исполнува своите работни задачи и обврски. Меѓутоа и пандемијата генерално негативно влијаеше на медиумската дејност, затоа што и последните анализи на ССНМ покажаа дека најголемите стравови кај медиумските работници се во економскиот сегмент поради намалувањето на платите и намалување на бројот на вработени како резултат од пандемијата. Ефектот на стаклен плафон најчесто се рефлектира при распределбата на работните задачи, каде што по некои непишани критериуми тие задачи се доделуваат на мажите кога станува збор за опасни ситуации од известување на терен, меѓутоа не само во тие ситуации, туку и во ситуации каде што не постои опасност на терен, меѓутоа се некои атрактивни работни задачи кои што наместо на жените ќе бидат доделени на мажите новинари. Пред се загрижува оној дел каде што значителен дел од новинарите и новинарките во приватните медиуми имаат многу ниски месечни примања. Приходите не овозможуваат финансиска стабилност, ниту пак обезбедуваат мотивација за спроведување и обработка на квалитетни новинарски производи, а исто така не гарантираат и влијанија или притисоци од одредени центри на моќ. Очигледно, аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија треба да поработи на отстранувањето на така наречениот стаклен плафон и да прифати повеќе жени на одлучувачки позиции. Што се однесува до категориите на технички и реализаторски кадар, секако дека вработувањето на некои од овие позиции зависи од образованието и од личните преференции, но тешко дека во општеството има толку малку жени кои потенцијално би ги работеле овие занимања, колку што покажуваат бројките во овие машки бастиони. Ова видео изработено со финансиска поддршка од Балканскиот фонд за демократија, проект на Германскиот Маршалов фонд на Соединетите држави и Министерството за надворешни работи на Норвешка.
Мислењата изразени во ова видео нужно не ги представуваат оние на Министерството за надворешни работи на Норвешка, Балканскиот фонд за демократија, Германскиот Маршалов фонд на Соединетите држави или незините партнери.